Понеделник, добро вечер, 4 февруари. Вие сте на што велат на радио, вие сте на вистинската фреквенција, ова е НТВ, отворено студио 1. Јас сум Сашо Ордановски, како и секој понеделник ќе се обидам наредните 4-5 часа да не ви бидат здодевни, ќе ги исполниме со разни содржини, меѓу другото и со главниот дневник на НТВ во 20 часот. Но овој блок ќе го отвориме со разговор со личност која што претпоставувам веќе на сите ви е добро позната, бидејќи Петар Богоевски, активист на ВМРО ДПМН, член на партијата, имаше и повисоки функции своевремено, релативно често се појавува на телевизиите во Македонија, а денешниот повод, добро вечер Петар. Добро вечер, благодарам на покана. Денешниот повод е што отприлike на почетоков на февруари се навршуваат една година од почетокот на реформите во ВМРО ДПМН, плюс минус. Пред година дена имаше оптимизам, додуше воздржан, но сепак имаше оптимизам, имаше најави за промени, имаше најави за нови статути, имаше најави за некакви реформи кои ќе се прават во партиите и така натаму. Кај сме денеска со целата таа приказна? Поточно е една година од процесот на интеграција на реформаторите така е, да, таа приказна почна пред тоа. Во телата на партијата под раководство на новиот лидер Мицковски. Така е. Една година подоцна може да констатираме еден неуспешен процес на не само интеграција, него неуспешен процес на демократизација на партијата. Пред се процес исполнет со многу непотребни антагонизми, без вистинска искрена желба да се отвори дебата и дискусија за различни ставови, пред се да се изгради толерантен став кон различноста, кон различните ставови во партијата. Јас претходно имам истакнато дека ние го победивме Груевски, но груевизмот не остана во нас. Тоа останувам на таа оценка. И она кое најмногу загрижува денес, тоа е дека Светото Тројство, кое е апсолутен владетел на она кое ние денес го познаваме како ВМРО ДПМН, тоа е таткото Сашо, Галениот син Никола и духот Мартин, кој никогаш не го гледате секаде присутен. Сашо Мијалков, Никола Груевски, Мартин Протоѓер. Да, особено под познати псевдоними на Фејсбук, Толовци и разни псевдоними. Сепак тоа Свето Тројство остана да биде на пиедесталот на она што Духот на партијата. Духот на партијата. Она што е она искривена слика за она што би требало да биде вистинско ВМРО во една современа македонска држава. Ова е сега мала вест. Мартин Протоѓер е активен во партијата. По ваша проценка, тој е активно вклучен Мартин во Протоѓер никогаш не престанал со активност во партијата. Затоа што имаше разни приказки дека човекот не се чувствува добро, дека бил на лечење, имал вакви проблеми, проблеми. Судењата се оправдуваше со лекарски уверувања. Јас се надевам дека се најдобро стои здравствено, а за тие сите игри околу судењата ќе прашате Катица Јанева како надлежно лице во Република Македонија, особено за случаевите поврзани со тоа име. Добро, ќе ја прашаме и Катица Јанева. А вас ве прашувам, во тоа тројство каде се наоѓа Мицковски? Па Христијан Мицковски е неспорно председател на партијата кој беше промовиран токму тоа тројство. И Христијан Мицковски е на некој начин новиот, ајде се тргнавме со вокабулар на религијата, новиот пророк кој би требало да представи да врати кредибилитетот на таа религија, на таа верба, на тие вредности. На таа некој ќе каже и догма. Но за жал се прашувам колку има слобода и можност тој нов пророк да промовира ново слово или нов завет визави господарите на Стариот завет, а тоа е тоа што го спомнав. И во рамки баш на тој проблем и тоа ограничување за промовирање на новиот завет, некаде во тие моменти се губи вистинската шанса за она што го зборуваме последнава година, а тоа е ново европско ВМРО ДПМН, кое ќе биде носител не да следи владата, него ќе биде носител на евроинтеграцијата на Република Македонија. Иако во опозиција тоа не е проблем. Успеа да ве истиснат како диво месо. Еве ова што сега го говорите, претпоставувам дека ќе бидете распнат
бидејќи се уште во некакви религиски метафори, ќе бидете распнат во партијата и особено на партиските сајтови, на социјалните мрежи каде што се активни вашите членови, успеа да ве истиснат не вас лично. Бевте една покомпактна, бевте една прилично голема група пред година и пол, сега веќе сте разбиени како поединци од реформите, веќе никој ништо не спомнува о партијата, ниту некој најавува, или можеби јас грешам, ниту некој најавува нов статут, ниту некој најавува нов начин на бирање на членови по органите. Тие органи сега ќе треба да бираат други представници за избори и така натаму. Сметате ли дека имате и личен некаков пораз во сето тоа? Промоцијата на новиот статут или новите политики или новата идеолошка не платформа, доктрина на ВМРО-ДПМН, која беше промовирана од страна на иницијативата за реформи, не беше препознаена за жал како внатрешна вредност во партијата, нешто што се родило од активисти од внатре во партијата, него беше препозната како непријател за зацврстување на позицијата на, не знам, председател Мицковски или непријател на зацврстување на позициите на ВМРО-ДПМН во овој момент. Некој велат дека успешно ви залепи етикета на проамерички, а тоа е во партијата, барем во овие околности, некако како клетва да ви фрлива. За жал, лепењето на етикети беше и остана една од практиките на сите кои различно размислуваа да се етикетираат, но се вратам на поентата од претходно, она кое тоа непрепознавање на таа вредност која излезе од внатре на партијата и отфрвање како нешто кое се наметнува со цел да ги сруши позициите на ВМРО-ДПМН, направи обратен ефект. Напротив, се изгуби шанса ВМРО-ДПМН денес да представува дефинитивна и сигурна алтернатива на власта и да биде се поизвестно дека ВМРО-ДПМН е во можност да формира новата влада. Во овие моменти со вакви позиции, без препознаени вредности демократски внатре во партијата, ние само ги пролонгиравме нужно она што следува, а тоа ќе следува наредната година. Едноставно, историскиот тек не се запира. Историскиот тркало не се стопира. Тоа меле, тоа не се опирливо, туку тоа е и безмилосно. Тоа кога ќе трне се, секој кој се обидел да го стопира тоа историско тркало, едноставно бил прегазен или мелено месо станал во тие историски текови. Пред да погледнеме малку повеќе во детали во еднината, ќе го повторам прашањето. Чувствувате ли собствена вина, некаков собствен пораз, можеби некаква погрешна стратегија на реформаторите и така натаму? Лично за мене, мислам дека можеше да дополнително изградиме капацитети, ресурси за промовирање на сите вредности и заложби кои ги промовиравме, особено се спротивставиме на црната кампања против нас. Тука беше една проценка дека не треба да враќаме со аргументи или да демантираме дел од таа црна кампања против нас. Одлучивме да оставиме неми и да оставиме граѓаните сами да перцепираат што е лажна вест, што е вистина, да перцепираат нахилност и уништување на нешто ново, нешто поквалитетно. За жал во Македонија се види дека се нема тој капацитет и таа свест за да се препознаат црната пропаганда дава резултати. Да, за жал во Македонија се уште дава силни резултати. Не резултати, него силни резултати. Велите дека без тие направени реформи и без тоа да партијата помине низ она што вие го предлагавте така натаму, дека партијата практично не може да се востанови како сериозен контрабаланс на владеачката структура. Сепак, јас знам дека господинот Мицковски добива неделно барем неколку истражувања на јавно мислење, меѓу 3 и 4 од различни организации, и дека голем дел од тоа што го прави го темели врз тие статистички податоци и нивното толкување. Оти знаете како е во таа наука, не е само да ги добиете податоците, туку треба и да ве убеди некој, а мислам дека има вешти убедувачи околу себе. Според тие податоци, тој мисли дека секако има огромна поддршка, особено кај етничките македонци. Дали не е тоа доволен таргет за него и за партијата за оно што го очекува барем во некоја догледна среднорочна иднина? Видите, тоа очигледно е сконцентриран на тој таргет. Вистинитоста на тие анкети или тие прогнози ќе се види на председателските избори. Јас се надевам дека ВМРО-ДПМН ќе ги искористи како избори за успех, за победа и дека ќе се остварат тие оптимистички
прогнози. Меѓутоа, политиката е нешто и повеќе од математиката. А тоа е... Тоа е контра ова што го говори Мицковски, дека од математички без разлика, јас имам своји ставови. Без разлика на што го говори Мицковски. Добро. Политиката е нешто повеќе од математиката, а тоа е пред се раководење со емоциите на популацијата, на граѓаните. Република Македонија е мултиетничка и мултиконфесионална држава и мислам дека е апсолутна грешка за поставувањето на капацитетите на ВМРО ДПМН да мобилизира поддржувачи и од другите граѓани кои имаат различен идентитет, етнички, религиозен или друг вид идентитет, различен од оној доминантниот во ВМРО ДПМН, тоа е македонскиот или православниот и така натака. Мислам дека тоа е сериозен ограничувачки фактор на капацитетите на ВМРО ДПМН во тој поглед. Од таа матрица произлезено, каков ќе биде новиот кандидат за претседател на ВМРО ДПМН? Да предиме веќе на конкретни актуелни теми, бидејќи претпоставам дека има неколку низ кои што треба вашите проценки да ги чуе. Па доколку реформите има можност да действуваат силно, да бевте вие на некаква насока позиција да се влијаете, промовира кандидат, тоа ќе беше пред се човек со силен професионален и личен интегритет. Добро. Човек кој е роб на идеите, а не на луѓето. Тоа ќе беше човек кој целосно има државнички капацитет да стави државата пред партијата. Човек кој ќе беше носител на евроатлантските интеграции на земјата и како и под капата на тие интеграции ќе ги обедини сите граѓани во Република Македонија како нужен процес. И тоа ќе беше човек кој ќе доаѓаше од иднината, а не од минатото. Би сакал да кажам каков човек немаше да биде. Чекайте, за ова што го опишавте, имате име и презиме или само ги ставате критериумите? Ги ставам критериумите, бидејќи ако навлеземе во имиња и презимиња, би биле премногу би биле непотребно децидни во очи на конвенцијата. Од овој опис не препознавате некои од кандидатите кои се веќе кандидирани еве би бил попрецизен. Каков човек не би бил? Не би поддржале никогаш транзицијски профитер, не би поддржале никогаш човек кој доаѓа од друга политичка провиненција со спортски жаргон тоа кажано, не би било во ред во Реал Мадрид да игра играч од Барселона Б лига. Понатаму не би поддржале човек кој е учесник во мрачните транзицијски и криминални влади од 90-тите години и не би бил човек кој бил дел од таа криминална приватизација и, нели, знаете, меѓуграничен шверц во Република Македонија, синоним за тогашните влади и тогашното управување на Република Македонија, сепак би се фокусирале на човек кој нуди иднина, демократија, владење на правото и нешто кое ќе биде додатна вредност и ќе го персонифицира она европско ВМРО ДПМН со својата појава и со својата кандидатура. Слушайте, говорите за европско ВМРО ДПМН, Мицковски не пропушта шанса, како и целата пропаганда на партијата, да каже дека кога ќе дојдат на власт, ќе се поништи Преспанскиот договор и ќе се работи на менување на се она што е направено последнија 2 години. Значи, бидејќи затоа застанаа комплетно Европа, комплетно и Соединетите американски држави, каква европска перспектива бара партијата ако го поткопа ова врз што се темели оваа перспектива на која се разбира од работи најмногу меѓународната заедница и политичките сили внатре во земјата? Викаат политиката е вештина на манипулирање со фактите, али од таа вештина ние во Македонија настрадавме многу сериозно последниве години и мислам дека треба да се престане со практикување на лиферување на лажни вести и ветување или давање на толкување колку да се избегне суштината која денес е голем предизвик за Македонија, тоа е имплементација на Преспанскиот договор. До сега беше многу тешко да се породи тоа бебе Преспански договор, сега треба да се израсне. Треба да се негува и да се исправи на свој нозе тоа дете. Во таа смисла, јас мислам дека тешко кој ќе дозволи да биде убиено тоа дете, особено Милениче, така убаво спаковано од целиот свет и наградено и благословено со неговото раѓање. Реални да бидеме, без да ги лажиме граѓаните, Македонија
својата шанса треба да ја гледа после имплементацијата целосна Преспанскиот договор и после својата интеграција во НАТО и во ЕУ, а не да направи чекори со кои би си ја загрозила сопствената иднина и би помогнала на етнонационалистите од Република Грција, бидејќи рушењето на интеграциите на Македонија е најдобар начин да му се помогне на национализмот во Грција. Да, ама веројатно ова што го говори Мицкоски произлегува од анкетите каде што таму тој веројатно има некакви растови и показатели статистички дека постои поддршка за тоа што го прави. Преспанскиот договор е апсолутно непопуларен помеѓу македонските граѓани, исто и помеѓу грчките граѓани. Тој договор е проблематичен да се објасни граѓаните, проблематичен да се објасни начинот на кој се дојде до негово промовирање. Да. И од таа смисла, ако сакаме да користиме со популизам и да собираме ефтини политички поени, јас ќе ви кажам дека тој договор може да биде повлечен. Доколку може, да, тоа е вистина, но само доколку Грција одлучи да не го ратификува пристапниот протокол на Република Македонија во НАТО. Она што... Па тоа ќе се случи неделава. Они најавува да се случи неделава, но мора после подпишување. Мислам дека во среда е најавено подпишување. Добро, тоа е нешто што ќе се веројатно за случи. неколку дена после тоа треба Грција да го ратификува. Но оние најави на господинот Мицотакис за стопирање на македонските интеграции во Европската унија со отварање на поглавјата, мислам дека не се издржани, бидејќи на тој начин ќе ни даде аргумент на нас да не го почитуваме тој договор и да продолжиме и понатаму за внатрешна употреба да го употребуваме името Република Македонија, а сепак да биме членка на НАТО. Но не е исклучено сценариото да на двете страни се најдат Мицкоски и Мицотакис и да почнат да си ги ранат собствените, како да кажам, национализми околу прашањето Преспанскиот договор и на вистина таа приказна да ја успорат и закочат. Национализмот се храни со национализам. Омразата со омраза. Така е. И љубовта со љубов, нели? Меѓутоа, ако се издигне државниот интерес над личниот и партискиот, тоаш македонски, национален и државен интерес е брза интеграција на земјата најбрза, уште денес, во НАТО и во ЕУ. Се друго е лажен патриотизам. Некој деновиве напиша дека Грција не може да си дозволи, без разлика која влада е начело во Атина, не може да дозволи непочитување на меѓународно подпишани договори, бидејќи Грција нема само со нас такви договори. Има многу поголем проблем со Турција, има многу поголеми проблеми со други одредени меѓународни ситуации. Така што тоа играње на тој тип на манипулации во Грција веројатно е една, па мислам дека тамошните коментатори сите го прогласуваат како една манипулација. Има една народна кај нас која вика Грк не е само нација, него и професија. Така да може да очекуваме секаков тип на чекори од Република Грција и тоа беше еден од главните аргументи кои јас ги користев сакајќи на граѓаните отворено искрено да им кажам за време пред референдумот што не очекува со овој договор, без манипулации или желба за лична кариера и лични пресметки и математики, значи без математика, него искрени емоции во врска со македонското прашање. Мислам дека Грција ќе се пресмета и ќе разбере дека во случај да Македонија стане земја членка на НАТО, а да се блокира евроинтеграциите, тоа губи Грција, а не Македонија. Бидејќи ние она што ни треба во моментов, а тоа е итно членство во НАТО, ќе го добиеме. Добро. Да оставиме ова беше една дигресија од кандидатурите за претседател, бидејќи ја спомнуваме таа би рекол манипулација која што се прави постојано во пропагандата на партијата. Што е по ваше мислење, како ќе се одвива сега изборот на кандидат за претседател? Како фактички тоа ќе се одвива? Бидејќи гледаме дека е Владко Ѓорчев прилично агресивен во својата кандидатура, од ова што вие го исцртавте како кандидат кој не би го поддржале, предпоставувам дека на сите ми е јасно дека се работи за професорката Гордана Силјановска, се извинувам. И сега се слуша дека и Коце ќе се кандидира. Трајановски, кој што веројатно предпоставувам треба да биде некаква брза замена ако се случи повреда на некој од кандидатите. Како ќе се одвива ова сепак во партијата? Па ВМРО да не ги бројам другите кои што ВМРО ДПМН е веќе зрел организам. Во која смисла? Друго беше 90-тите. Јас се сеќавам кога се формираше владата на Липчо Ѓорѓиевски и кога требаше да промовираме локални директори и управители на разни институции, мораше се позајмиме со кадри од другите партии или независни така наречени кадри, за да пополниме управувачки места.
Сега ВМРО ДПМН е зрел организам и може да се носи со предизвикот, наречен председателски избори, и да изваде свој автентичен кандидат, кандидат кој излегува од утробата, од внатрешноста на партијата и кој ги задоволува сите овие критериуми кои ги кажавме. Се она што значи прегешно напоменав позаемување на играчи од други тимови, сето тоа не прави нас ВМРО-вците да чувствуваме личен пораз, а тоа е дека не сме изградиле доволно кадровски капацитети на партијата да имаме своји собствени Петар, не си го право кандидати, биде но пред таков се- беше Ѓорѓи Иванов. Тој ви беше буквално земен Од исто тимот на така- СДСМ. Од тимот на СДСМ, па видете, се покажа како или многу Сорос, корисен или Сорос. и Сорос, се Меѓутоа, разбира. видете, Многу корисен играч. Меѓутоа, видете, во времето на Ѓорѓи Иванов тоа беше пред 10 години. Да. Че сепак имавме 10 години за созревање. Сега се надевам дека доволно созреавме и доволно научивме од тие лузни кои останаа на лицето на ВМРО ДПМН после груевиот период. Се надевам ќе остане се помалку срам од тие лузни, а се повеќе искуство и знаење. Во таа смисла мислам дека веќе ВМРО ДПМН е зрело да настапи автентично со вистинската идеолошка доктрина и ВМРО-вците веќе да престанат да бидат промотори на кадри кои после изборот веднаш ќе представуваат разочарување или ќе бидат повикувани дека еве ние секогаш правиме лош избор или промовираме луѓе кои не се доволно кои не ги промовираат вистинските вредности и принципи на ВМРО. Бидејќи знаете вие добивате висок функционер кој не ја споделува таа идеолошка матрица што ја имам јас и он, практикувајќи го тоа управување со некоја институција, он промовира туѓи вредности. И граѓаните тоа го гледаат како функционер на ВМРО ДПМН. И за тоа остануваат лузни на ВМРО-ското лице, а не на поземениот тим. Ради тоа е веќе крајно време, председателот и председателката треба да биде татко и мајка на нацијата. Може да биде председателка, немам ништо против, но тоа треба напротив, мислам дека е добро да биде Македонија жена председател, но крајно време е ВМРО ДПМН да поработи на чист образ. Од светото тројство со кое започнавте. Да. Сумјалков Мицкоски се обиде да расчисти најдемонстративно, мислам дури и грубо и така натаму, дури и неочекувано, па и прилично храбро, ако сакате, во однос на тоа што се размени во тие преписки, во политичките ставови и така натаму. За Протуѓер гледаме дека работи за цената, а многу малку го има во јадноста. Викендов ве поздрави господинот Груевски од Будимпешта со едно интервју кое што во дел од јавноста, не знам за овој дел на партиската ваша јавност, беше оценета како прилично бледо и прилично незанимливо интервју во кое што немаше значени поенти, освен една-две цртички, веројатно дека бегството не му го помогнал никој од власта и дека ќе се врати во земјата. Како одекна тоа во партијата? Како одекна тоа меѓу вашето членство и воопшто поддржувачите, бидејќи претпоставам дека ја делите таа атмосфера таму? Па јас се разочарав малку од јавноста колку малце ги проследи поентите. Добро. Но исто време сум задоволен од компактноста на реформите и тимов реформите, каде што тоа го продискутиравме и анализиравме. Што се вашите заклучоци? Бидејќи господинот Груевски е омилен лик на реформите, нели? И констатиравме едно за нас очекување, но разочарување за патриотите, а тоа е дека Груевски го поддржа директно СДСМ. Он со неговото искажување дека е успешен манипулатор и успеал да излажи македонската, не турската империја, не српската држава, македонската, друго е бегалец од српската држава или Отоманска империја, него е изманипулирал македонската држава и македонските институции и избегал без поддршка на СДСМ и на владата. Со тоа му даде директна поддршка на Зоран Заев, на Оливер Спасовски и на СДСМ, го исчисти нивниот образ, а го засрами и го поцрвене нашиот образ, ВМРО-вски образ, со неговиот чин, со неговото бегство, филмско бегство. И ова беше некоја веројатно нова епизода од тоа бегство, ова интервју на Мислите дека тоа интервју само заради тоа е дадено? Бидејќи во другите делови се прераскажување имаше најава за некоја друга поента, како дел од сценариото на Светиот Дух, кој е нели во позадина на тие интервјуа, но за жал
не го видовме тоа, дали тоа Груевски се премислил пред интервјуто, или дали Груевски после тоа замолил да биде исечен од сите од телевизија, не знам, не сум информиран, не сум нешто посебно мотивиран да дознаам, но само знаам дека неговото појавување не му направи услуга ниту на ВМРО-ДПМНЕ, ниту на Христијан Мицковски, ниту на иниот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за претседателски избори, туку им направи услуга на СДСМ. Каква е сепак реакцијата во партијата на тој интервју? За жал, разбираат ли луѓето за што станува збор, како дел од луѓето, голем дел луѓето веќе се освестени, не е она што беше пред година дена. И таа е она што ме прашавте, лична сатисфакција, не порас туку лична сатисфакција. А придонесовме доста луѓе да отрезнат од тој период. Меѓутоа се уште остана огромна работа. Дел од луѓето тоа не го видоа херојски чин во тоа што никога не објасна дека храбро избегал од битка. Јас ништо херојско не видов. Им прости на овие што му се налутија, бидејќи... И тоа некој кажа веќе неговите соработници, кои се исклучителни антиреформатори или деформатори на ВМРО-ДПМНЕ, он успеа да им прости на тие кои он ги предаде. Тоа е една посебна дисциплина во науката, која се занимава со менталното здравје и може да повикате тука гостин од таа област да може да дискутира по тоа прашање. Јас сум стручен по прашањето. Да ве прашам за крај, дали е ова точка на обидите за реформи во ВМРО-ДПМНЕ, дали вие кренавте рација од тие обиди или мислите дека можеби ќе следува некаков период кога повторно ќе се возобнови тој мал оган на демократија во партијата со порив за нешто понатаму да се прави? Одлично прашање. Па добро. Во која смисла? Прво, реформирањето на ВМРО-ДПМНЕ беше процес и идеја. Ако на почеток ја поддржавме само реформаторите, после таа идеја беше прифатена од низа и Груеви министри, и бивши функционери, и пратеници актуелни и така натаму. Идејата се шири, идејата добива апсолутна поддршка и самиот Мицковски многу пати знае да се повика и да промовира како актуелен претседател на партијата низа од нашите прокламирани програмски определби или разноразни предлози за организирање на партијата. Не само што реформите не застануваат, туку реформите се процес кој историски е отпочнат. И секој што ќе проба да го сопре, ќе го однесе ветрот на историјата, односно те се несопирливи. Дали ќе успеат, за жал не успеа во рокот предвиден на старт, 2 години, но ќе успеат сигурно за одреден рок понатаму и како таков процес не само што нема да застане или да го стопираме ние, туку напротив наша обврска и чист образ пред граѓаните е да работиме уште посилно и помотивирани тоа да стане реалност. Не за друго, не само за ВМРО-ДПМНЕ. Да не испане се вече дека ја зборам само како партиски активист. Внатрешпартиското поведение и управувањето на партиите има директно влијание врз стабилноста на политичкиот систем на републиката. Тоа го правиме и за републиката, за да ги засилиме институциите и да ги засилиме политичкиот систем на републиката. Конечно, гледате некаков потенцијал во Христијан Мицковски како претседател на партијата да еден ден се наврати, да повторно отвори некаков диалог со вас или со кого треба таму за да почнат тие реформи навистина да се спроведуваат со статутот. Ние имаме диалог со Христијан по сите прашања, тој диалог никогаш не е затворен. Од кога е отворен, тој никогаш не е затворен. За жал статутот се одоговлекува со разноразни причини или извинувања кои не се издржани често пати. Сега времето носи новости. Јас имам сега некои дополнителни имам идеи за статутот, например Совет на ВМРО-ДПМНЕ, кој бил дополнителна вредност изравната партиска демократизација, но мислам дека Христијан треба да покаже јасни сигнали на дистинкција од светото тројство, ослободување од влијанието на новите политики или актуелни политики на ВМРО-ДПМНЕ, но пред се јасен дисконтинуитет од она што значеше поведение на груевизмот, особено последните 4-5 години или 4 години, кое беше јасно перцепирано македонските граѓани и јасно оценето на локалните избори. Ќе помогне ли евентуално губење на изборите во таа намера да се отворат можеби повеќе време и повеќе опции во партијата ако партијата ги загуби изборите? И што ќе се случи ако партијата ги добие изборите? Јас се надевам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе победи на изборите. Добро. Не само моја, него и на сите реформатори наша задача да направиме се што можеме
да победиме на изборите. Се надевам пред конвенцијата во Струга ќе направиме се што можеме да добиеме вистински кандидат, а не представник на клиентелизмот, туку представник на ВМРО-визмот, она зборувам автентично. Што значи тоа го аргументиравте. И ќе бидеме сите заеднички победници. Обединети околу идејата, не само за победа, обединети околу идејата на Република Македонија да ја донесеме председател кој ќе биде предводник на евроатлантските процеси на земјата. Петар, а не Коштичев. Освен во телевизиски студија, водите ли вакви дебати во самата партија? Има ли со кого да го разговарате ова или само мене ми држите лекција за демократија во партијата? Вас медиумите и на јавноста се разбира. Вас медиумите ве препознаваме како шанса на пошироката јавност да ја објасниме што е нашата вистина. Дали на потесната јавност во партијата овие дебати ги водите? Дали таму Па можам да се пофалам дека скоро секој ден имам по минимум, во времето беа 10, сега ги намаливме ради празнични периоди и така натака, па и зимски период, пократок е денот, состаноци со неколкумина партиски не само активисти и обични граѓани, постојана комуникација преку социјалните мрежи, непосредни средби со граѓаните, на кои отворено дискутираме за ова кое ви го говорам на вас и вие ни помагате преку вашиот сервис да не слуши по мноштвото граѓани, бидејќи невозможно да сретнеш илјаници граѓани во текот на месец и да го, ова што го кажа вечера да го пренесеш на директни средби. Петар Богоевски, благодарам за гостувањето. Ќе се гледаме и во иднина, ќе гледаме и ваши колеги други од партијата, тие што ќе прифатат да дојдат да разговараат, па да видиме докај ќе се стигне, можеби за година дена од сега со тие реформи. Ви благодарам на поканата и се надевам дека 2020 година во очи на парламентарните избори ќе констатираме едно целосно реформирано ВМРО-ДПМН, целосно подготвено и кадровски, и идеолошки, и програмски, и подготвено за победа на тие парламентарни избори. Се разбира, а вам, почитувани гледачи, ви пожелувам да останете во наредните 5-6 минути со нас, бидејќи следува еден приглед кој што го направи колегата Христијан Баневски за една нова партија која што се најавува во македонската, да кажем, политичка сфера, а која што инаку е предмет со кој ние се занимаваме во последните, веројатно, 5-6 месеци и веројатно ќе видите дека некои од тие идеи и ликови таму ви се добро познати. На македонската политичка сцена се најавува формирање на нова партија. Во текот на минатата недела во употреба беше пуштена веб страницата на Родина, иницијативата за нова партија која отворено се спротивставува на евроатлантските интеграции. Иницијативниот одбор веќе ги повикува истомислениците да им се приклучат и најавува дека наскоро ќе почнат со собирање на основачките изјави и потписи. Родина верува во способноста и волјата на македонскиот народ да ги земе работите во своји раце за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ. Родина значи да се сака својот народ како прв и единствен услов за зачувување на Македонија и македонските идеали. Затоа Родина се залага и верува во принципот на меритократија, служење на народот и служба на најдобрите во име на народот. Пишува во партиската идеологија. Освен тоа, иницијативниот одбор навели 25 точки како програмски цели на партијата. Покрај отвореното спротивставување на влезот во ЕУ и НАТО, Родина се залага и за поднесување на барање на прием под уставно име во Обединетите нации, спроведување на асномскиот и духот на уставот од 91-та година во сите законско-регулативни акти и во сите национални и општински институции, поништување на сите закони и меѓународни договори кои се донесени под закана на сила, спротивни на уставот, меѓународното право и волјата на македонскиот народ, учество во сите глобални и регионални евроазиски интеграции, Евроазиската економска унија, Шангајската организација за соработка, патот на свилата и така натаму, протерување на сите странски формални и неформални воени формации од територијата на Република Македонија, поништување на регистрацијата и дозволата за работа на сите невладини организации финансирани со странски средства, национализација на сите стратешко важни субјекти и фирми, спречување на доселување и легализирање на мигранти во Република Македонија, издавање пасоши на сите македонци од светот и доделување земја за нивно враќање во татковината, ревизија на образовните наставни програми во македонски дух од прво оделение до универзитетско ниво. Символот на Родина е црвено-жолт штит на кој се наоѓа 16 крако сонце. Иницијативниот одбор го сочинуваат засега 10 членови, меѓу нив има инженери, професори, новинари, кандидати за пратеници како и советници на поранешни министри. Повеќето од нив и се познати на јавноста, дел од нив преку активностите во Сдруженијето Македонија и Русија. Токму ова здружение има подпишано меморандум за соработка со Русов, Движењето за руско-словенско обединување и возродување, водено од рускиот милитант Андреј Родионов,
За неговата обединувачка мисија на Балканот, како и воените активности, еден ТВ објави серија прилози. На Балканах славяне, может быть не 100%, но 70% это однозначно прорусские, пророссийские. И я думаю, что России надо только немножко помочь и активизировать работу на Балканах. И однозначно будут положительные результаты. Однозначно. И Македония наглядный пример, когда были большие миллиарды долларов вложены в то, чтобы переименовать Македонию и втянуть ее в НАТО, в Евросоюз, но тем не менее желание народа и воля народа показала то, что это бессмысленно, и люди хотят все равно быть в союзе с славянскими народами, в союзе с Россией матерью. Так они говорят, такая их позиция. До сознанијата за активностите на Родионов, нашата екипа стигна истражувајќи ги неговите фотографии со предхристијански тотеми на Скопско водно. Тие биле поставени за извршување верски ритуали на проруски организации и движења во Македонија. Неодамна пак во медиумите од регионот тој се најде на листата посебни тимови на Кремљ кои ги водат операциите на Балканот. Меѓу нив е универзитетскиот професор Стефан Влахов Мицов, кој остварувал контакти со Родионов. Јанко Бачев како предводник на движењето Македонија блокира. Сергеј Самсоненко како бизнисмен, кој преку изградбата на цркви бил дел од обидот за руско влијание. На листата и Горан Живалевиќ, високо рангиран службеник на БИА и поранешен офицер за врски во Српската амбасада во Скопје. На врвот на Путиновата балканска пирамида е Николај Патрушев, негов човек од доверба, познат како Соколот од Кремљ. Тој е актуелен шеф на Советот за безбедност на Русија и важи за еден од најблиските соработници на рускиот председател во насока на ширење на руското влијание кај земјите аспиранти за НАТО и ЕУ. Пелистарка ви подарува апликација за здрав живот, здрави навики и здрави одлуки во 2019. Календар со спортски настани, културни случувања и празници. Организатор на вашите